Драги ученици, добре дојдовте во денешнава училница. Јас сум наставник Марија Богатиновска од училиштето Никола Карев од Пробиштип и денеска ќе имаме час по општество на кој што ќе учиме за лична хигиена и хигиена во домот. На овој час ќе сватите дека е многу важно да се одржува личната хигиена. Ќе научите да набројувате начини за одржување на хигиена и ќе сватите дека е многу важно да се одржува и хигиената во домот. Исто така ќе научите дека секој член на семејството треба да се грижи за хигиената во домот, да има своји обврски и своја улога. Сега јас ќе ве запознам со едно другарче. Ова е Симон. Тој живее во оваа куќа со своето семејство. Тој е многу уреден и секогаш сака да е чист и дотеран. За да биде чист, тој користи разновидни средства за лична хигиена. Ајде да видиме што се имаме тука. Забележуваме дека некои од овие средства можеби не ги користи Симон. Еве, на пример, приборот за бричење, што мислите, на кого е? Така, на неговиот татко. Или оваа четка со фенот, така, парфемот на неговата мајка. Меѓутоа, поголем дел од овие предмети што се дадени, може би се на Симон. Значи, некои од овие предмети што ги користиме за одржување на личната хигиена, можеме да ги споделуваме со другите членови на семејството. Например, тоалетната хартија, марамиците, понатаму пастата за заби ја користиме заеднички или шампонот. Меѓутоа, повеќето од овие хигиенски средства се лично наши или во случајот се лично на Симон, ги користи само тој, не ги споделува со никого и затоа се викаат средства за лична хигиена. Тие се значи лично наши. Такви се, например, четката за заби, чешелот, крпата за бришење или бањарката откако ќе се избањаме што се бришеме. Тие се, значи, само наши и никогаш не треба да ги споделуваме со никој друг. За да не се мисли секој ден, Симон си направил распоред на неговите активности во кој правилно ги распоредил и хигиенските навики. Кога станува наутро, најпрво си ги мие рацете со чиста вода и сапун. Потоа ги мие забите и лицето, се бриши со неговата крпа за лице и се чешла со неговиот чешел. Сето тоа го прави во тоалетот. Потоа се облекува во чиста и испеглана облека, си го зема ранецот и оди на училиште. Но пред да го пуштиме Симон да тргне на училиште, ајде да ја погледнеме малку неговата соба. Сигурно забележавте дека неговата соба е исто така средена и уредна, исто како и него. Дали вие се грижите вашата соба да биде вака уредна и чиста како што се грижи Симон? Се надевам дека да. Во училиште исто така Симон внимава. Секогаш пред јадење и после користење на тоалет си ги мие рацете со сапун. Сакам малку да поразговараме за нашите раце. Овие раце што се дадени на оваа слика изгледаат како да се чисти. Меѓутоа, ваквите раце не секогаш се навистина чисти. Доколку ги ставиме под микроскоп, оваа направа е нешто слично како лупа, значи ги зголемува работите, и доколку ја ставиме нашата дланка под микроскоп, можеме да забележиме, значи, најразлични бактерии кои што со допирање на различни површини ние си ги лепиме за нашите раце. Затоа треба исклучиво со сапун да се мијат рацете, бидејќи сапунот е тој што се бори и ги победува бактериите. Миењето раце без сапун е исто како да не сме се измиле. Значи, секогаш треба добро да ги истриеме рацете со сапун и тоа миење да биде, значи, темелно, убаво, низ прстите, секаде да помине сапунчето.
Додека е во училиште, Симон внимава и да не си ја извалка облеката. Што мислите? Ако седнуваме по подот во училиштето, што ќе се случи со нашата облека? Значи, так ќе се налепи со бактерии кои што ќе си ги однесеме во нашиот дом. Затоа треба да внимаваме и да не си ја валкаме облеката. Што се случува после училиште? Симон после часовите многу сака да се игра во паркот со своите другари каде што вози велосипед, ролери, игра фудбал, скока на јаже, се лула, игра брканица. Дома се враќа испотен и извалкан. Тоа е најнормално и на вас ви се случува. Меѓутоа, тоа не е страшно и не треба да биде причина за да не излегуваме надвор да се играме со другарчињата. Едноставно се решава тој проблем. Кога ќе се вратиме дома, значи веднаш влегуваме во бањата за да се искапиме со сапун и шампон. Потоа ја облекуваме бањарката, се бришеме со неа и облекуваме нова и чиста облека. Зошто е важно после бањањето или капењето да облечеме чиста облека? Затоа што ако ја вратиме на нас пак извалканата облека, тоа е исто како да не сме се избањале. Сакам да ви кажам дека Симон, додека се капи во тоалетот, многу внимава да не ја испрска целата бања. Затоа што може да му се случи од мокрите плочки? Так, може да се лизне и да падне на подот, а и воопшто не е пријатно некој по нас кога ќе влезе во тоалетот да згазне на мокри плочки и да се натопи. Значи треба да сме внимателни многу. Откако ќе се искапи, Симон со сите други членови на семејството заедно ја поставуваат масата, вечераат. Откако ќе завршат со вечерата, заедно ја раскреваат масата и се подготвуваат за спиење. Пред спиење, Симон си облекува пижамчиња, задолжително си ги мие забите и потоа веќе ништо не јаде и не пие. Така треба да правите и вие. Значи, доколку пиеме млеко, треба да го испиеме пред да ги измиеме забите. Откако ќе ги измиеме забите, веќе не треба ниту да јадеме, ниту да пиеме, ниту сок, ниту млеко, можеме само вода. Затоа што ако изедеме нешто, исто како да не сме ги измиле забите. Забележавме дека во куќата на Симон се е чисто и средено. Тоа е затоа што сите членови на семејството, освен за својата лична хигиена, се грижат и за хигиената во домот. Ајде да ги видиме овие 3 сликички долу на екранот. Ова се бактерии, најразновидни, што можат да се најдат насекаде во нашиот дом. Меѓутоа, постојат начини како да се избориме против тие бактерии. Сега ќе видиме. Значи, овде на овие сликички се прикажани многу различни средства за одржување на хигиената во домот, а се дадени и слики од домашни активности и од мајката и од таткото и забележуваме дека што? Не се поделени работите на машки работи и на женски работи. Значи, во нивната куќа секој работи што може. Сите си помагаат еден на друг. За да исчистат убаво, користат многу средства за чистење на различни површини во домот. Значи, секое средство за чистење не се употребува за се. За различни површини постојат различни видови на средства за хигиена. Работите кога ги делиме, еве гледате овде, и таткото се грижи за цвеќето и мајката. И таткото се грижи за подот и мајката. Секој, значи, може да работи се што ќе посака, а не да се остави само еден член во семејството да се грижи за хигиената во домот. Еве ги средствата, значи, некои средства се за миење на садовите, некои пак се за бришење на стакло и стаклени површини,
Понатаму постојат средства за дезинфекција на површините во тоалетот и средства за бришење на подовите. При нивното користење пожелно е да се носат заштитни ракавици затоа што тие може понекогаш да направат некои оштетувања на рацете, на кожата. Децата не смеат никако, сами да користат средства кои се служат за дезинфекција во тоалетот, затоа што тие можат да бидат опасни, тоа да го запомтите. За разлика од таквите средства, например, средството за бришење на стакло или средството за миење на садови воопшто не е опасно, тоа можете да го користите понекогаш за да ја изненадите мама и да ја помогнете со миењето на садовите. Кујната е една од најкористените простории во домот, бидејќи во неа се подготвува храната и заради тоа треба секогаш да биде чиста. Знаеме дека најкористената просторија во нашиот дом е кујната, храната што ја приготвуваме, ја јадеме и мора да биде, многу чисто таму, хигиената да биде на највисоко ниво, за да не настанат некакви болести. Исто така и тоалетот е доста користена просторија од сите членови на семејството. Тоа е просторијата во која што ние ја одржуваме нашата лична хигиена и затоа особено треба да се грижиме и хигиената во тоалетот да биде на едно високо ниво. Меѓутоа не треба да ги забораваме и останатите простории, како што се спалната соба, детската соба, дневната соба. Треба редовно да се проветруваат, да се брише прав, да се собира од подовите, од зидовите, да не дозволиме да има расфрлани алишта, облека по собите и така натаму. Сега малку да повториме. Овде имаме 4 прашања и на тие прашања ќе дадеме одговори кои што вие ќе си ги запишете во вашата тетрадка. Прво усно ќе ги одговориме, а потоа ќе го застанете видеото и ќе ги препишете одговорите во вашата тетрадка. Тоа ќе ви биде и план на ова што го учиме денеска. Првиот дел се вика лична хигиена, овде ќе ставите наслов лична хигиена, бидејќи сега ќе поразговараме малку за тоа што е личната хигиена, зошто е потребно да се одржува личната хигиена, што ни е потребно за одржување на личната хигиена, како и колку треба да се грижиме за нашата лична хигиена. Знам дека веќе ги знаете одговорите. Ќе го застанете, видеото и ќе ги препишете овие 4 одговори. Лична хигиена е грижа за чистотата на нашето тело. Лична хигиена треба да се одржува за да бидеме здрави и убаво да изгледаме. За одржување на лична хигиена ни треба вода, сапун, паста, четка, шампон, сунгер, чешел, пешкир и уште некои други работи. За нашата лична хигиена треба одговорно и секојдневно да се грижиме, особено за нашите раце, бидејќи со нив допираме се и потоа ставаме во уста. Откако ова ќе го препишете, поразговараме малку и за хигиената во домот. И овде имаме 4 прашања. Потоа ќе пишете друг наслов, хигиена во домот. Првото прашање е зошто е важно да се одржува хигиената во домот. Второто, кој треба да се грижи за хигиената во домот. Со што се одржува хигиената во домот? Како и колку треба да се грижиме за хигиената во домот? И сега сум сигурна дека ги знаете одговорите. Ќе го застанете видеото и ќе ги напишете овие одговори во вашата училишна тетрадка. Хигиената во домот е многу важна, за нашето здравје. За хигиената во домот треба да се грижат сите членови од семејството, секој според своите можности. Така, децата не можат некои работи да ги прават што можат возрастните, меѓутоа постојат доста работи во домот што може дете на ваша возраст многу успешно да ги извршува. Одговорот на третото прашање е постојат различни средства за одржување, чистење и дезинфекција на домот.
За хигиената во домот треба секојдневно да се грижиме, особено за кујната и тоалетот. Откако ќе ги препишете овие одговори, сега е време за проверка преку една игра. Да видиме колку сте научиле. Овде се дадени два диаграма. Првиот диаграм е со син круг, значи пишува лична хигиена. Вториот диаграм е за хигиена во домот и е со црвена боја. Овде се дадени средства кои што вие треба да ги распоредите, кое средство е за лична хигиена, а кое е за хигиена во домот. Ве оставам една минута, потоа ќе направиме проверка. Доколку вашиот одговор изгледа вака, браво за вас. А сега да видиме кои активности се однесуваат на одржување на личната хигиена, а кои активности се за хигиена во домот. Исто така ви давам една минута и правиме проверка. Така. Значи миењето на заби, миењето на рацете, туширањето, миењето на лицето се лична хигиена, а хигиена во домот е собирање на облеката, бришење на масата, еве со правосмукалката како чисти мајката, потоа бришење на прав, чистење на подови, фрлање на ѓубре, средување на креветот и така натаму има уште многу други активности. Сега, браво ако сте го решиле ова вака, но ќе добиете една малку поинаква задача, што ќе биде ваша домашна задача за наредниот. Значи, ќе ги нацртате овие диаграми, два диаграми за лична хигиена и два диаграми за хигиена во домот. Во едниот диаграм, значи, ќе ги средите средствата за лична хигиена и постапките кои што искажуваат одржување лична хигиена. А во хигиена во домот ќе ги сместите оние средства кои што беа на претходниот слайд. Значи, еве вратам малку, можете да го вратите и вие видеото, ќе ги напишете со зборови, бидејќи веќе знаете да пишувате, нема веќе цртање, сега само пишување. Ве оставам убаво да си ја завршите домашната задача, се надевам дека многу научивте од овој час и ќе ги практикувате советите на Симон и советите што ви ги дадов јас. Ви благодарам на вниманието.